Поради опасност од болеста африканска чума, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе решение со кое се одобрува одстрел на дивите свињи во земјава. Како што соопшти ресорниот министер Трајан Димковски, со оваа превентивна мерка почнува и ловната сезона 60 дена пред рокот утврден со закон. Со ова решение се операционализира, односно става во законска рамка и процедура решението кое претходно го издаде Агенцијата за храна и ветеринарство, АСС, со цел спроведување на заштитни мерки за спречување или ограничување на ширење на болеста африканска чума кај свињите. Причина за донесување на ова решение е потврдената појава на болеста африканска чума кај свињите во соседната Република Бугарија, како и во земјите од регионот, а со цел заштита на домашните свињарски фарми од појава на оваа болест. Ова решение практично значи и започнување на ловната сезона 60 дена пред рокот утврден со закон, а целта е да со намалување на густината на популацијата на дивите свињи во Република Северна Македонија се намалат и шансите за појава и ширење на оваа заразна болест. Димковски информира дека Министерството до владата ќе предложи усвојување и други мерки, како забрана за населување на дивата свиња во ловиштата согласно развојните програми, но и забрана за нејзино зимско прихранување. Според проценките, во земјата има околу 8.000 диви свињи рамномерно распространети на целата територија. Последниве 20 години бројот на единки е удвоен. Со дозволеното заловување нема да се оди на биолошки минимум, зашто дивите свињи, како што беше речено на пресконференцијата, се добро од општ интерес како и останатите видови дивеч. Се уште не е дефинирано како ќе се реализира организираниот одстрел од страна на ловечките друштва, но веројатно најпрвен ќе почнат од граничните појаси со Србија и со Бугарија. Африканската свинска чума првпат се појави во 2007 година во Казахстан, но брзо се прошири и во другите земји. Денес ја има во Романија, Унгарија, Естонија, Латвија, Летонија, Белорусија, Украина, Полска. Болеста не е опасна за луѓето, но брзо се шири и е погубна за свињите. Особено се големи економските загуби ако навреме не се интервенира и спречи.